Почитувани присутни, драги гости, со сите вас се знам, сите сте ми пријатели и баш ми е драго што вечерва ја имаме таа можност да се видиме нели кај мене на промоција на мојата прва книга Политички говори и јавни настапи. На моје огромно задоволство, промотор на мојата книга и воедно рецензент е професор доктор Јова Кекеновски, чиј што говор ќе го најавам сега, а потоа јас ќе ви се обратам со неколку реченици. Повелете, професор. Почитувани дами, почитувани господа, добро вечер и од мене и добро дојдовте на вечерашната промоција на книгата Политички говори и јавни настапи од авторот Магдалена Стојмановиќ. Во екот на мојата најголема активност, кога се кандидирам, односно кога се борам да бидам избран за ректор, јас малку задосив денес, инаку за мене не е вообичаено да доснам, меѓутоа еве се обидов да стигнам на сите страни, посебно овде морав на време да дојдам, меѓутоа еве се случува некојаш малку и да задоснам на ова промоција на првото дело на авторот Магдалена Стојмановиќ. Јас се надевам дека нема да бидам долг, бидејќи ние професорите некојаш се забораваме кога почнуваме да говориме. Се надевам дека ќе бидам во рамките на она време кое што нема да го одземе вашето внимание, велам не да го одземе, туку едноставно да не биде сватено, леле, овој почна многу да зборува, па од друга страна не кажа ништо. Меѓутоа, имајќи го во преднит моето теоретско и емпириско искуство, бидејќи сум бил промотор и на повеќе книги, се надевам дека ќе бидам во рамките на она дозволено време, каде што треба да кажеме она што треба да се каже. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, книгата Политички говори и јавни настапи на авторот Магдалена Стојмановиќ е храбар исчекор на една млада дама во чиј центар на внимание е комуникативното дејствување на политичарите при нивните јавни настапи. Се работи за прво авторско дело на една млада дама која е исполнета со невиден, креативен порив и импулс кој дури и на еден Јанко јади бурек му го изеде бурекот. Јас имав можност да гледам емисијата отпосле и навистина бев фасциниран. Кога велам фасциниран, бидејќи јас Магдалена не ја знам, ја знам преку моето дете, Миодраг, кој што е син на мои покојни пријатели, неговиот татка и мајка ми беа многу добри пријатели и на негова замолница, едноставно со пуштање на мејл, се согласив да бидам рецензент на оваа книга, со тоа што Магдалена само ја слушнав еднаш на телефон и ова ми е, речиси, првото видување од се. И сметам дека така и треба да биде кога се работи за рецензија, за една објективна рецензија. Кога првпат ми беше доставена по мејл целокупниот овој материјал кој што требаше да конкурира понатаму Министерството за култура, едноставно, читајќи го материјалот неколку пати, бев во една сериозна дилема. Зашто се работи сега овде? Дали се работи прво за прирачник или упатство за однесување на политичарите при нивните јавни настапи? Тоа беше првата дилема. Второто е дали се работи за анализа на јавните политички настапи на политичарите? Трето, моето размислување, гледајќи го и читајќи го материјалот, одеше до тој степен да велам, па може би се работи за хрестоматија. Хрестоматија значи збир од најдобри трудови од други автори, или пак за нешто сосема друго. И за волја на вистината, испадна дека се работи по неколку читања, дојдов до еден заклучок дека се работи за едно сериозно дело кое претендира за кратко време да ја освои читателската публика поради пред се интердисциплинарниот пристап во нејзин. Оваа книга не е некој научно-истражувачки проект. Би сакал тука да бидеме на чисто, затоа што авторот си дозволува на сопствен начин да развие една логична дебата за одредени прашања, да постави и да доразјасни одредени
елементи во различните облици на комуникативното дејствување при јавниот настап на политичарите. Според моје длабоко убедување, интенцијата на авторот на ова интердисциплинарно дело, значи кога велам интердисциплинарно дело, го говорам од аспект на политиколошкиот аспект, од аспект на социолошки, комуниколошки, па дури и од културолошки аспект. Не е, значи целта не е да се направи нека посебна научна анализа на настапите на политичарите од сите овие аспекти, туку на еден јасен, на еден разбирлив, на еден нормален секојдневен јазик, да е едноставно јазик кој што е разбирлив за пошироката публика, да се прикажат средствата и инструментите кои што им стојат на располагање на политичарите денеска, кои што за жал многу слабо ги користат. Кога говорам за ова дело, сметам дека ова дело истовремено има една цел, тоа е да му помогне на читателот да ги разбере функциите, да ги разбере претензиите, методологијата и техниката на јавните настапи на политичарите, или како што вели авторот Магдалена на крајот од книгата во заклучокот, дека целта е да се постигне таков тип на писменост. Кога говорам писменост, мислам на писменост на граѓаните, на писменост на електоратот, кој што се соочува најчесто со политичарите при избори, бидејќи после изборите ги забораваат своите избирачи, кој ќе придонесе за развој на критичка светска и македонската публика пред се електоратот, со тоа што ќе се намали можноста за манипулација и чувството на немоќ да се промени нешто, бидејќи сите ние говориме, да, ќе му кажеме, ќе ни вети политичарот, меѓутоа ништо нема да реализира. И така, од избори до избори, од настап до настап, од ситуација до ситуација, едноставно, нели, ќе употребам една сентенца народна, кучињата лаат, карванот се врои. Тие постојано едноставно ни ветуваат, меѓутоа едноставно не го исполнуваат тоа што треба. Меѓутоа, кон оваа цел јас би додал еден мој друг заклучок, дека целта е многу поширока. Кога говорам дека целта е многу поширока и похумана, тоа е да се даде сопствен придонес во практикувањето и развојот на активистичката партиципативна политичка култура. За жал, тоа е вистина. Во нашата држава, па и пошироко на Балканот, ја имаме така наречената сервилна политичка култура, еве да се изразам, едноставно имаме подданичката, или поточно да кажам, подданичката политичка култура, која што, 30 години во овој плурализам, ние никако да ја искорениме таа подданичка политичка култура. Сите се удираме во градите, да, не лажат, не мамат, меѓутоа никако да се оттргнеме кога ќе дојдеме на своето гласачко место да го направиме својот собствен и идеален избор. Што значи таа доминантна, би рекол, подданичка политичка култура никако не може да се искорени во овој дел на Западен Балкан, па ако сакате малку и пошироко југоисточна Европа. Делото политички говори и јавни настапи, јас нема да се осврнам многу на сегментите, е содржано во 13 логично поврзани тематски целини, плюс заклучок и авторска порака до читателите на ова дело. Во фокус, сигурно дека самото име кажува дека во фокус на настапот е самиот политичар, како централна јавна фигура, која во поширока смисла на зборот се занимава со сите аспекти на целокупниот живот. Ова дело, гледајќи го на прв поглед, едноставно ми наложи да дојдам до еден заклучок дека содржи 3 тематски целини. Значи, нема да навлегувам на сите глави поединечно, да не ги прераскажувам, меѓутоа ќе кажам дека се работи за 3 тематски целини и тоа е суштината на ова дело. Првата тематска целина го определува поимот комуникација како општ поим и се обидува од него да го диференцира поимот комуникативно дејствување, што е многу битно, што е многу важно, бидејќи во секојдневниот живот ние не сме во ситуација да го диференцираме, да го разграничиме едниот поим од другиот поим. И затоа
овој поим на комуникативно действување од аспект на социолошкиот пристап во проучувањето на самата комуникација. Посебно сакам да напоменам дека изворот, но и основата на анализата на поимот комуникативно действување, кој има своји средства и своја цел, лежи во ставовите на неодменливиот, меѓутоа во емисијата слушнав и идеал на Магдалена Јирген Хаберманс, како и во останатите припадници на така наречената франкфуртска школа, која што сите оние кои што студирале политикологија, социологија, па дури и филозофија знаат што представува и што значи таа школа. Втората тематска целина се однесува на јавниот настап и типовите на јавен настап, а додека третата тематска целина е посветена на неговото под наводници велам височество политичар и самата професија политика. Вообичаено е, кога се спомене зборот политичар, ние имаме разни илузии, меѓутоа кога говориме за политичар како субјект на политиката, најнапред подразбираме личност чија што главна и животна преокупација е политиката, без разлика дали е припадник на највисоките државни органи или се наоѓа во опозиција. И затоа во овој контекст, посебно во третата целина, лично сметав и тоа и го препорачав на авторката, кога веќе разработува оваа тематска целина, малку да посвети внимание и на неколку други точки, неколку други сегменти, во смисла да осврне пошироко внимание на неколку факти, како например дека политичарот мора да биде комуникативна личност. Односно, тоа подразбира пред се јасно изразување и активно слушање. Дека политичарот во неговото учество во дебати и во држањето на говори се потребни вештини, потребно е знаење. Не може неедуциран политичар да говори, бидејќи на првата кривина под наводници паѓа на испитот, ако можеме така да кажеме. Понатаму, мора да поседува широк опсег на информации. За жал, ние сме сведоци колку поседуваат нашите политичари, што поседуваат и како се однесуваат, бидејќи за мене не се ништо друго, тука една обична гласачка машинерија која што едноставно крева и спушта рака онака како ќе им биде наредено, односно сугерирано од врвот на партијата на која што и припаѓаат. Во оваа ситуација сакам да кажам и чест на исклучоците, меѓутоа тие исклучоци се сосема минорни, односно многу мали. Затоа сметав дека доколку таа ги вгради во финалната верзија, ова доби многу поголема емпириска тежина и поексплицитно и полесно ќе биде разбрано од секој оној кој што ќе се обиде да прочете и малку да навлезе подлабоко во овој сегмент. Бидејќи јас брзајќи не успеав да оригиналната верзија моја да оштампам и оштампав на брзинка во Телеком. Во Телеком ми ја оштампаа на брзинка и во таа ситуација ми ги испомешаа страниците, па така да јас се обидувам да се снајдам малку во овој сегмент. Значи, едноставно можам да кажам дека се согласувам дека во една констатација на авторот дека политичарите се главна тема на јавноста, но нека ми опрости, меѓутоа како рецензент имам право да го кажам тоа, не можам да се согласам со констатацијата дека обичните посматрачи не се во состојба или не се способни да ги следат бројните постулати за комуникација со политичарите. Мислам дека имаме поголема свест и совест во тој сегмент, меѓутоа колку го практикуваме, колку го изразуваме сето тоа е сосема едно друго прашање. Во ова дело има бројни други теми кои што се интересни од политиколошки, од социолошки, од културолошки аспект, како што е, да речем, символите при комуникација на јавните настапи на политичарите, кога говорам за вербалната, невербалната комуникација, кога говорам за сигналната, за гласовната, за вербалната, посредната, непосредната, еднонасочната и взаемната комуникација, кои што се опфатени солидно во целокупното ова дело, па да не говорам и за реторското прашање на кое што му е посветено посебно внимание, бидејќи тоа е еден од клучните, би рекол, теми во ова дело.
Исто така е посветено внимание на антикампањите, бидејќи функцијата на антикампањите ние сме сведоци што се случува на изборите. Функцијата на антикампањите е да се влијае психолошки врз публиката, а колку тоа ќе биде успешно или неуспешно, се зависи од начинот на кој што ќе биде пласирана една антикампања. Значи, една антикампања, ние генерално велиме, да, не е добро, меѓутоа во одредени сегменти, ако добро ја пласирате, ако ја пласирате во прав момент, сигурно дека може да вроди со плод од аспект на собирање на поголем број гласачи за самата политичка партија. За да не должам понатаму, јас ќе се обидам да кажам дека целокупното ова дело, само момент да се снајдам уште малку, целокупното ова дело, кое што е посветено на денешните професионални политичари, кои што најчесто ја избираат политиката како професија, не затоа што се посветени на желбите на релација со некој идеал или поради тоа што сакаат сиот свој живот да го посветат на политиката, туку затоа што знаат дека денес, за жал, од политиката најдобро се живее. Политиката е власт, политиката е моќ и тврдам дека сите тие кои што се занимаваат со политика, односно најголем дел денеска, многу удобно живеат. И оттаму приоритетите не се идеалите, туку приоритетите се материјалната и финансиска добит која што има токму преку политичките партии. Јас сега ќе привршам во контекст на ова што досега го кажав и она што во интерес на времето не можам да го кажам, се надевам дека она што не го кажав ќе го прочитате вие во самата книга. Во контекст на досега кажаното, односно напишаното погоре во текстот, со големо задоволство сакам да им препорачам на сите мои колеги политиколози, социолози, комуниколози, културолози, па дури и оние кои што се занимаваат со политички маркетинг, оваа книга да им ја препорачаат на своите студенти. На своите студенти како една дополнителна литература од која што можат сериозно да научат, сериозно да исцрпат одредени знаења кои што недостасуваат во оние, би рекол, стручни книги кои што ние ги пишуваме. Ние пишуваме стручни книги, меѓутоа малку го запоставуваме тој практичен аспект како тоа функционира, а сето тоа е содржано во оваа книга. Со своето прво дело авторот Магдалена Станојковиќ опфаќа само еден сегмент од политичкиот живот, односно од битисувањето на политичарите. Имам навистина недвојбено чувство дека таа успешно го поврзува карактерот на политиката со карактерот на професијата политичар. Што сакам под ова да кажам, се надевам дека ќе разберете, да не го толкам, за да не биде разбрано во погрешна смисла. Ова дело треба да ја елиминира, за жал, онаа се присутна малограѓанска традиција и навика да имаме политичари со разни титули и при тоа да толерираме политичари кои умеат да се справат со народот, велам под наводници, меѓутоа од друга страна да не знаат како да ја водат својата држава. И токму ова е еден, реков, ако на почетокот беше дилема прирачник или книга, ова е меѓу другото и прирачник кој што придонесува во тој сегмент да научат како да ја водат државата, како други ја воделе и како тие треба да ја водат. Во овој проект авторот не ја пропушта можноста да го изнесе својот аналитички суд за одредени прашања врз основа на конкретни примери, до кои дошла од примари, меѓутоа и од секундарни избори, што е сосема нормално. Пристапот на Магдалена не е презентација на статистички и други показатели кои ја илустрираат врската помеѓу политичарот и јавноста, туку коментирање, анализирање, предпоставување врз основа на изнесена емпириски и теоретски факти, докази, премиси, тези и општо прифатени правила на однесување. И на крајот само уште да кажам дека основниот квалитет на овој ракопис е тоа што делото е напишано според капацитетот на просечниот читател. Значи, кој да ја земе, кој да се задлабочи малку повеќе, ќе може сериозно, не само да ја разбере, туку сериозно да научи, да го надгради своето знаење. Значи, едноставно токму оној кон кој се обраќа,
обраќаат политичарите кои што сакаат да го надоградат своето знаење, меѓутоа кои се обраќаат кон онаа критична маса на граѓани кои ќе треба да разберат суштината на демократијата, политика и воопшто действувањето на политичарите. И на крајот, со оглед на јазик, само да кажам уште нешто, ова да не го изумам, мислам дека е многу битно, ке ми извинете малку за подолгиот говор. Јазикот кој што е употребен во оваа книга, јазикот на Магдалена, не е оптоварен со терминолошки акробации. Ако ја прочитате, ќе видите дека лесно е разбирлива и нема потреба да земате толковник за да прочитате, за да разберете што сака авторот да каже. Бидејќи таа настојува да го пренесе своето познавање на предметната проблематика во една права, во една хоризонтална линија, со една здрава логика, директно, без двоумење и на едноставен и се присутен и се прифатлив начин. Со оглед на се присутноста на политиката во нашите животи, верувам дека оваа книга ќе има и поширока општествена примена, не само помеѓу активните политички чинители, туку и кај новинарите, социолозите, политиколозите, па посебно граѓанските активисти, па дури и кај пошироката читателска публика. На книгата Политички говори и јавни настапи од авторот Магдалена Стојмановиќ, треба пред се да се гледа како на една заложба за просветлување и збогатување на начинот со, за жал, се уште трагично изгубениот, неплоден, погубен и пара демократски простор кој што суштество, кој што битисува во нашата држава. Едноставно, ваква книга долго време му недостасуваше на нашето милје, им недостасуваше на нашите политичари, им недостасуваше едноставно на пошироката јавност во нашата држава. Уште еднаш на крајот од мене честитки, со надеж дека ќе имаме второ продолжение, сите останати оние сегменти кои што би требало да ги има во книгата, а кои што сметам дека свесно и намерно ги оставила за другиот дел, дополнителното издание, ќе најдат своје место во наредното издание, а сето тоа ќе ја збогати македонската политиколошка, културолошка и социолошка мисла. Честитки и нека се множат што е можно повеќе вакви дела. Еден млад автор заслужува целокупна поддршка, не само моја лична, туку целокупна поддршка од целокупното општество. Во таа смисла го подразбирам и вашето присуство овде и уште еднаш во моје лично име, во име на мојата сопруга, да и честитам за успехот. Ви благодарам, професоре. Еве, поради тоа што работите секогаш излегуваат непланирано, јас навистина сакав да бидам понеформална и што е можно покуста и на некој шаговити можеби начин да ги сите досетки и сите пораки што сакав на присутните вечерва да ги испратам. Добив во меѓувреме, дури зборуваше професорот Јове Кекеновски, добив интелектуален стимул и порив да кажам уште неколку работи за книгата што мислам дека се клучни. Не би сакала многу да оптоварувам, но мислам дека она што треба исто и вреди да се спомене, а тоа е ad hominem аргументот, што исто така е се повеќе присутен во јавната сцена и во јавниот дискурс и во начинот на кој што политичарите се обраќаат помеѓу себе. Во смисла не е важно веќе што се кажува, значи семантиката и значењето на она што се кажува веќе не е важно, туку е важно кој кажува. Сега ако ние имаме симпатии кон одреден политичар, тоа се може да помине, лесе-фер еден пристап имаме кон прифаќање на таквите пораки, меѓутоа сме многу критични доколку имаме идеолошка позиција која што е, да кажам, контрадикторна од изјавителот кој што во исто време е политичар или носител на некоја јавна функција и во моментот го има тој конкретниот јавен настап кој што ние го судиме. Така што ad hominem аргументот и начинот на кој што тој се структурира, многу е важно да научиме да ги читаме и тие аргументи и тие пораки од политичарите, за да сватиме на каква можеби свесна или несвесна манипулација сме изложени и исто така да баш како што кажавте и вие, да ја надоградиме нашата писменост во читање на пораките на политичарите.
Исто така не се осврнувам само на семантиката и со самото тоа сакам да кажам дека четивото не е толку сувопарно и мојата намера не беше да биде сувопарно и да главам со теории како што кажавте вие професори и да бидам терминолошки прецизна и да го користам концептуалниот апарат кој што е достапен во општествените науки, посебно социолошкиот метод кој што го користам, туку сакав и да покажам една прагма која што ја имаат политичарите во смисла дека ги имате нели оние говорни чинови са теоријата на Остин и на Сърл исто така е тука спомената, кој што мислам дека е многу плаузибилна и многу е важно да се разбере, а тоа е кога ќе кажете говорен чин, особено ако сте политичар, тоа треба да прави промена во реалноста. Ако кажете ветувам дека ќе го исполнам тоа значи дека треба да се направи таква промена во реалноста. Значи верувај ми, ветувам, тоа се некои зборови и некои конструкти кои што би требало да имаат многу повеќе импликации, односно многу повеќе имплементација во реалната конструкција која што ние живееме, а не да биде тоа само некој празен збор што ќе стои на хартија или ќе го слушаме постојано само во политичките кампањи, во изборните кампањи кога треба да ги избереме политичарите. Мислам дека и тие два аспекти, прагматичноста на говорот на политичарите и ad hominem аргументот е исто така битен да се разбере, а тоа од еден друг мој мотив како автор, нели јас сум автор, па сега можам да се пишувам во мојата книга што сакам, и тоа сакав да кажам, почетокот, кога сте спонтан и кога немате, да кажам, концепт на тоа што ќе говорите, секоја реченица има и почеток и крај. Кога ја почнувам реченицата, јас не знам што ќе ви кажам на крај. Меѓутоа, секоја реченица има крај, има некаква импликација, што гледам дека во рецензијата имам 3 рецензенти, на моје огромно задоволство, и сите 3 рецензии се различни. Затоа кога ќе ја читате книгата, доколку ви побуди интерес, нели, прочитајте ги рецензиите и на професор доктор Јове Кекеновски, и на Бобан Илиевски, мојот почитуван колега новинар, и на Жарко Павлович, кој што воедно е филозоф. Сега ќе видите колку перспективите на читателите се различни, меѓутоа во исто време се и авторски. Затоа велам дека рецепцијата е многу важен момент, затоа што и рецепцијата може да биде креативна. Не мора да значи дека ние треба да ги разбереме само пораките такви какви што се. Напротив, имаме можност, нели, врз база на нашите концепти со кои што се служиме и со јазичните алатки да ги разбереме работите повеќе слојно. Исто така сакав да кажам една интересна работа што ја споделив претходно со моите пријатели кои што дојдаа претходно на промоцијата, а тоа е во НУП денеска го земав ЦИП бројчето и многу ме интересираше како во виртуелната библиотека на Македонија ќе ја дефинираат книгата. И можете да го проверите тоа, нели, ако отидете на Google и напишете виртуелна библиотека на Македонија, напишете политички говори, јавни настапи и описот на луѓето кои што работат во Народна универзитетска библиотека делото е сериозно, во заграда не е белетристика. Тоа мене ми беше еден симпатичен опис, од една проста причина, заради тоа што значи сериозно дело. Ако имате сериозно дело, тогаш имате антипод на сериозно дело, а тоа е несериозно дело. Дали постои литература која што можеме да ја третираме како несериозна? Тоа е вредносен концепт. Значи, тоа е опасност, тоа е вредносен концепт, а од друга страна тоа што стои во заградата дека не е белетристичко дело и со самото тоа имплицира дека е сериозно, дали тоа значи дека белетристичките дела не се сериозни? Мислам дека тоа малку ќе ги исплаши читателите, затоа што, како што каже и професор Јове Кекеновски, јас не претендирам на тоа да бидам сувопарна, да бидам ригидна во доследно спроведување на научните принципи на социологијата, затоа што социолошка литература за оваа тема имате многу. Меѓутоа и мојот приговор на моите професори што постојано сум го кажувала и како студент е зошто професорите не излезат јавно да ги презентираат своите книги и да барат читателска публика малку пошироко од тоа дали сте вие социолог или не сте. Мислам, политиката е толку општа тема и сите се занимаваме на посреден или непосреден начин со неа и треба да разбереме. Меѓутоа, некои луѓе едноставно или не сакаат да бидат разбрани или многу се плашат кон тоа да не ја сквернават науката во која што се наоѓаат, па сакаат да бидат, нели, доследни кон
премината на социологијата, тоа има и историска и хронолошко потекло, да кажам, заради тоа што нели подоцна од филозофијата се еманципираат сите овие други општествени науки, социологијата, психологијата, и тие доследно се трудат да го задржат својот метод, кој што воопшто не е екзактен метод. За социолошкиот метод и ден денеска се расправа, и ден денеска имате расправи за тоа дали тој треба да биде позитивистички или треба да биде повеќе толковен и така натаму. Меѓутоа, тоа се, да кажам, научни прашања со кои што не се занимавам конкретно во книгата. Она што сакам да ви го кажам и конечно да заклучам и да дојдам до поентата е тоа дека не треба да ви исплаши четивото. Јас знам дека ние малку со професорот Јове Кекеновски имаме така можеби сериозен пристап кон книгата. Воопшто не треба да е сериозен и ја гледам цело време тоа да го и на некој начин да ја опуштам содржината со тоа што внесувам и 3D анимации и има интерактивен карактер книгата, па сакам да слушнам еве и вие што има да кажете или да порачате сега или откако ќе ја прочитате книгата и така натаму. Мислам дека ќе ви послужи. Дефинитивно ќе имате некаква корист и применета вредност од самата книга, но исто така свесна сум дека ќе најдам и на таков тип на читатели кои што кога ќе почнат да ја читаат книгата може ќе им стане одбивна. Сега она е досадна, па многу е сериозна. Знаете, така луѓето денеска размислуваат затоа што сме меѓу другото навикнати на оние кратки вести, информации и целата наша читачка кариера се заснова на тоа што ќе го прочитаме у медиумите. Мислам, и јас себе се фаќам многу повеќе информации некогаш пребарувам на интернет отколку да земам литература дома во библиотека и да ја пролистам. Така што верувам дека тоа е некој проблем на кој што сите сме изложени како резултат на се присуството на технологијата и на интернетот во нашиот секојдневен живот. И да не должам многу, мислам, јас се знам со секој од вас, поединечно можеме да разговараме и после во поопуштен контекст, меѓутоа еве овие форми мора да ги задоволиме, сега така е промоција на книга. Значи, сакам да ви кажам дека може да ми се обратите понатаму доколку имате некој проблем во читање на книгата, во сприемање на книгата и сакам воедно да ве замолам и да ми ги споделите вашите коментари. И имам идеја еве за второто издание, пошто го спомнавме и второто издание, сите оние коментари и критики кои што ќе ги соберам, што пратени по имејл, што вакани или прераскажани, доколку се доволно интригантни, еве пак е тоа, да кажам, суверенитетот на еден автор да може да избира што да пише во својата книга, ќе ги објавам во второто издание на книгата, така што ќе биде еден коавторски концепт со читателската публика. Се измори веќе, фала ви за вашето денешно присуство на мојата промоција и се надевам дека ќе се видиме повторно.